Уште еден настан или уште една убава тема која што ќе обработиме во продолжение. Студиото ни е полно со гости, имавте можност пред малку да погледнете, еве и сега повторно. Па ајде рете да ги поздравам и да ви ги представам. До мене Стојче Тоциновски, кој што е претседател на Детскиот ликовен центар. Потоа господинот Лука Луковски, кој што е извршен директор во Евроекопак компанијата. Младата Елена Стаматовска, која што е ученичка во основното училиште Јан Амос Коменски и низината менторка во целиот овој проект или наставничка по ликовно образование Даниела Илиевска Стојчева. Добро утро за сите. И ви благодарам што ете во овој состав се собравме денес да зборуваме за младите, за нивните еконавики, за тоа како функционираат, за ликовната уметност генерално. Може Стојче да започнеме со вас, бидејќи ова е една изложба, слоганот годинава беше заедно за почиста животна средина. Нешто што како проект заедно со Евроекопак го реализирате со години наназад, значи повеќе од една деценија и верувам дека можете горе-долу да направите можеби некоја паралела од почетоците до сега, дека сигурно работите се многу подобрени и ставовите или размислувањата на младите се веќе многу поинакви или можеби по-креативни. За каква изложба станува збор? Со оглед на тоа што дел од делата, иако беа пристигнати повеќе од, нели имаше повеќе од 100 учесници, тука ќе ги споменеме и Црнагора и Србија, но во глобала од Македонија, дел од делата се веќе се уште изложени во Скопскиот Сити мол и можат луѓето да поидат и да ги доживеат, но еве за оние кои што не знаат, не ги виделе, да им кажеме за што станува збор, од каде идејата ваков еден конкурс за ликовна изложба на млади луѓе. Така е. Соработката е со Евроекопак и едноставно ние како детски ликовен центар кој што имаме долга историја, почетоците се од далечната 68 и официјално регистрирани 69 година, од еминентни академски ликовни уметници како што се Борко Лазовски, Вангел Коџуман, Спасе Куновски и така натаму, е едноставно идејата за афирмација на децата, за нивно образование, воспитување и занимавање со мотивација за занимавање со ликовната уметност. Од тука и оваа соработка и нивна анимација на децата за да се прават ликовни дела, ликовни творби од отпад, отпакување, едноставно да се следат токовите на времето. Сите зборуваме за екологија, колку е таа важна за идните генерации и дека едноставно во овие времиња децата се повеќе треба да размислуваат на тоа, но да не ја изоставиме едноставно и ликовната уметност. Сите знаеме дека децата и младите се многу креативни и доволно е да се даде добра тема, добра задача, да се представат материјалите со кои што треба да работат, соработката со училиштата, со нивните ментори, за да може тие деца да имаат време да креираат ликовни дела кои што се достојни за изложување, да се представат, а со самото представување, изложбата и представувањето на дел од делата во Ситимол да се мотивираат и родителите и децата како гледачи да видат што се може да се направи од еден отпад од пакување. Да се види креативноста каде што може да се представат идните генерации. Ова е на ниво на територија на цела Македонија. Тоа значи дека дечињата од основното образование, така, од основните училишта се вклучени во целиот овој проект. Има ли интерес од останатите градови со оглед на тоа што нели оваа година во првите 3 сушност се тоа деца кои што се од не се од Скопје, така? Да. Првата
Или ајде вака ќе кажеме, наградата за најдобро групно дело ја добија ученици од 9-то оделение од Основното училиште Димче Ангелов Габарот во Демир Капија. Потоа првото место за најдобро индивидуално дело го освои 9-то оделинката Клаудија Петковска од Основното училиште Коча Рацина од Куманово е тука. Делото на Наја Демировиќ во училиштето Алија Изетбеговиќ во селото Батинци. И тука ќе споменеме дека тоа дело се најде на второто место, а третото место и припадна токму на Елена Стаматовска, која што ни е тука денеска од Основното училиште Јан Амос Коменски. Тоа значи, тоа говори, значи и овие први позиции говорат дека навистина има интерес од цела Македонија, затоа што убаво е да се слушнат вакви моменти дека сите деца се вклучени, така дека не е ова само за Скопје и за поголемите градови, туку апсолутно за сите. Да, едноставно одзивот беше голем. Искрено благодарност од нас како организатори до сите директори и до менторите и до децата кои што беа уклучени, затоа што имавме од цела Македонија. По неколку пати се јавува, знаете, тоа е една многу убава еуфорија, знаете, кога ќе ви се јават, ќе ве прашаат, па ќе кажат дека за разлика од многу порано сега имаме и брза пошта, нели, па испратени се по брза пратка, убаво спакувани, внимавано, нели, сепак се дела од отпад од пакување кои што може лесно или да се оштетат. Верувајте дека од самото пакување ја осеќате нивната еуфорија и посветеност и енергијата, кога ќе го отпакувате како новогодишно пакетче, нели, и гледате едно убаво дело кое што креативноста, но и посветеноста до најситен детал за да делото стигне целосно кај вас. Да, убав е тој момент што да го потенцираме, што нели е присутен кај младите. Лука, веројатно и вие низ годиниве во рамки на оваа соработка која што имате со детскиот ликовен центар, можете да увидите и на некој начин да почувствувате како размислуваат младите. Вие сте компанија која што за што се залага, ќе ни објасните и колку сметате дека ова што го правите е еден важен сегмент во развојот на младите, во смисла на тоа да се променат нели нивните ставови на подобро. Понекогаш велиме младите може да бидат примери на повозрасните генерации за тоа како треба нели да се однесуваме сите ние со животната средина. Да, здраво цаци, благодарам за поканата. Ероеко пак колективен постапува за отпад од пакување, основани сме 2011 година. Нашиот развој и нашето делување се темели на имплементација на законските одредби и исполнување на националните цели. Да не навлегуваме се во доволно. Во стручните работи. Да, јас сум во компанијата од 2021 година и токму 2021 година се носат нови законски одредби кои што се согласно европските директиви, каде меѓу другото стои дека имаме обврска да инвестираме и во развој на јавната свест. Овој настан е дел од таа обврска, иако како што кажа Стојче, ова го правиме веќе, мислам, 10-12 години, значи заедно, така да ова е веќе пракса, што би рекле. И во нашето делување, во отпадот, го сметаме за суровина. Значи, идејата е отпадот дека е суровина и, уствари, тоа гледаме да го дадеме на младите, дека и они треба да разберат дека отпадот е суровина, дека од него може да се направи нешто и во овој случај тоа се дела творби од отпад од пакување. Си изненадувате секоја година од креациите, од што се може да се направи навистина од отпад? Значи има разноразни креации и тоа многу убави творби, многу убави и дизајни, се гледа дека децата внимавале, може имаат помоши од менторите, се разбира, меѓутоа се гледа дека се пазат и детали, да. И оваа година малце го дигнавме нивото и од наша страна и имаше навистина голем интерес. И од, како што кажа Стојче, Србија од во Црна Гора, така да навистина сме задоволни. Од лани, од минатата година, се изложуваат и во Ситимол. Еве и до нив голем поздрав и они се некако дел од овој настан, да, индиректно, така да гледаме дека секоја година кај младите има се повеќе интерес и со тоа верувам и кај
возраст. Бидејќи сепак ти и дома зборат, значи разговарат. Па да, тоа е еден процес кој што се поминува фамилиарно, предпоставувам, во кругот Евелина ќе ни потврди, сигурно и твоите родители дале некаков допринос во процесот на креацијата. Ќе ни кажеш дали прв пат учествуваш на оваа изложба или не е нешто што ти е непознато, не ти беше? Не е нешто што ми е непознато. Претходната година учествував како учесник. Не освоив место. Не освои награда тогаш? Добра. Ама многу ми е драго што можев да учествувам 2 години поред. Да. Оваа година ја имаш веќе награда, третото место го носиш. Може да им објасниш на гледачите со какво дело се представи, колку време работеше. Игнорирај ги камерите. Повели. Работев од прилика 2-3 дена. Делото е направено од пластично шише, од 6 литри од прилика. И неколку стапчиња од надвор што ги најдов како за птиците да си стојат. Добро, што е всушност делото? Делото е всушност кафес за птици папагалчиња. Во кафезот има мали папагалчиња изработени од оригами и направени се исто така со хранилки и што се скршени од моите папагалчиња што се искористени. Оригамите исто сама ги изработуваш? Да. Одлично. Идејата беше целосно твоја, тука е твојата менторка или наставничката која што исто така помогна. Каква ви беше соработката или како оди тој процес? Еве може да им објасниме, Даниела, на гледачите. Верувам дека вие сте тука да дадете ветар во грб на учениците, но претпоставам дека идејата првично е од нив. Јас ги поддржувам во секој размислување нивно. Тие доаѓаат со нивната идеја и почнуваат ги инспирирам да почнат да изработат онака како што тие првично ја замислиле. Елена овој пат целосно сама ја изработи нејзината идеја. Оригамите беа изработени како едно црвено, едно сино, како како љубовно гнездо во суштина. Ја представи фамилијата, љубовта ја представи со помош на она отпадниот материјал кој што во суштина повеќето би го отфрлиле и го успеа да го рециклира. Така да нејзиното дело говори за самата изработка која што таа од прво ја се имаше зацртано. Ја работеше дома, значи нејзините родители предпоставувам дека исто имале влијание врз делото и помогнале да го развие она што таа го изработи и истото и донесе трето место. Да. Верувам, не знам дали ова ви е вам првата соработка, дали сте имале како ментор да сте имале можност да бидете дел од креативниот процес и со други ученици изминативе години? Па како ментор во 2 училишта работам за да се дополни целосно фондот на часовите по ликовно и од прилика работам со околу 500 ученици, 500 или можда и повеќе. Така да ги следам цело време конкурсите, затоа што тие на часот по ликовно ја учат, ја развиваат моториката и креативноста, но кога имаме вакви конкурси и изложби, ние во суштина ја затвараме целината на процесот по ликовно образование, затоа што она што учениците го работаат може да го презентираат и надвор пошироко. Така да опфатени се, нели, имам чувство дека треба да се поддржат учениците за вакви изработки и почесто, нели, да ги прават како што онака тие мисла дека е најдобро за нив, нормално со наши сугестии, за да може тоа да изгледа уште поубаво. Да биде се онака како што треба. Елена, со оглед на тоа што оваа тема нити е нешто непознато, како што веќе ни сподели, си учествувала и претходни години, односно минатата, дали помеѓу твоето друштво, дали во семејството веќе имате развиено некои такви навики, како например, не знам, да рециклирате, да реупотребите нешто што нема туку така да заврши во канта за отпадоци? Да, ние секојдневно рециклираме дома. Пластични шишиња ги носиме за да ги рециклираме во специјални контейнери за рециклирање и искористуваме кеси што сме ги претходно купиле од продавници за... Добро, од маркети за пазарење, добро. Ги искористуваме за кеси за ѓубре и секојдневно даваме учество
во тоа. Рециклирање. Одлично. Даниела, каков еве вие велите работите со повеќе од 500 ученици, каков е ставот или размислувањата на овие денешни понови генерации? Дали се посвесни од претходните? Затоа што имам чувство дека тие некако веќе ги менуваат работите во светски рамки, за разлика нели од можеби нашето време кога рециклирањето не беше достапно на секој чекор. Ние Па и многу други работи. Како наставници им влеваме свест дека треба нели да се рециклира, ги прифаќаат, свесни се и самите во суштина дека треба повеќе да се мисли на рециклирањето за нормално да живеат поздрав живот пред се, затоа што рециклирањето е едно од начините како да се спасат од се она што ги загушува и затрупува околу нив. Да. Особено оваа година, мислам дека и младите слушнаа за големите депонии, за ѓубрето кое што беше насекаде околу нас и нешто што беше една навистина непријатна слика, нели, да се помине и да се доживее. Па верувам дека тоа дополнително ќе влие во менувањето на навиките. Лука, во делот работите кои што се објавени на вашата страна, велите дека иако пакувањето нели игра клучна улога во заштитата, во транспортот и презентацијата на производите, неговиот краткотраен животен век и еднократната употреба го прават сериозен еколошки проблем. За колку навистина сериозни еколошки проблеми можеме да зборуваме тука кај нас, па и генерално во светот? Па добро, се опадот е, да кажем, многу убава ваква тема овие месеци, нели? Видовме што се имаше низ градов. Би кажал дека низ Македонија има многу ѓубришта, не депонии, меѓутоа диви ѓубришта и диви депонии неколку, кои што навистина не изгледаат убаво. Но што идејата, како што кажав, е да се направи суровина производ кој што ќе има бесконечен животен век. Уствари, идејата е тоа, отпадот да се искористи како суровина и со тоа да ги заштитиме животните ресурси, пред се водата. Во тој сегмент се оди, а инаку за тоа има се доста, да кажам, бариери со кои што се соочуваме, пред се менталитетот, треба зајакнување на институциите, значи менталитетот наш, верувам, си патувала надвор, кога наш оди надвор, од нас се менува, си пази закони, внимава, ги почитува сите правила и така натаму, се враќа тука, не почитува ништо, се однесуваат неодговорно, но оноа што сакам да кажам е дека... И тоа што е до менталитетот или до... Менталитетот и институциите. Ако нема казна, ако нема и така натаму, ќе се однесуваат неодговорно. Оноа што сакам да кажам дека нашата работа главно е со компании. И се повеќе има компании кои што сакаат да инвестираат сами во животната средина. Сега, тоа се, они ни собраќаат нас и ни кажуваат не ни треба ништо од вас, само совети, што да направиме. И тоа е многу убаво и навистина сакаат сами си купуваат опрема, сами ги ангажираат вработените, што да прават, сами го чистат кругот. Значи, кажете ни некој пример како што еве какви амбиции позитивни имаат ете компаниите кај нас? Што сакаат да променат? Па ете сакаат да ние им еве да кажеме имаме неколку фирми од вакво тирзоните кои што го значуваат денот на не знам, планетата Земја. И ни се обраќаат што да правиме. Имаше една компанија за денот на рак на дојка, па ни се обратија што да правиме, па насадиат цветиња во форма на... Меѓутоа, се е тоа во насока на подигнување на јавната свест, садат дрва, сами го чистат вако кругот, па имаат големи соработки со општините каде што заедно делуваат. И така, мислам, тоа е добро, бидејќи се повеќе луѓето навистина стануваат свесни за својата обврска, бидејќи се работи за нас. Животната средина е околу нас и не мора да се грижиме за неа. Така е, да. Тоа значи дека имаме позитивен тренд на менување на навиките кај луѓето, но мене ме радува што еве тоа во случајов е од млади луѓе, бидејќи кај веќе како велите младите генерации се двигатели за позитивни еколошки промени и веројатно треба да го следиме и слушаме нивниот глас, но и да имаме некој кој што ќе ги насочи кон сето тоа. Така. Имаме за да кажам вакво 2026 година имаме големи планови, саки видим како ќе биде. Ќе инвестираме, сакаме со најмладите генерации,
со неколку градинки имаме идеја што да правиме така да и да ги опфатиме и нив од мали да можат да да се насочат кон тоа размислување за да селектираме, нели? Да, еве ако Илена вели дека тоа веќе не е нешто непознато, сигурно во наше време или пред многу години немаше простори за рециклирање ниту во училишта, ниту во населби. Свеста беше на едно сосема друго ниво, така што драго ми е што имаме се посвесни генерации кои што тоа можат да го прават и да го менуваат. Стојче, кој е вашиот став во поглед на овие еколошки проблеми и во поглед на тоа колку младите, макар и преку ликовна уметност, на еден начин да се изразат, на некој начин, можат да го променат светот на подобро во поглед на ова? Дефинитивно се согласувам. Од нив почнува. Знаете, како што рече Лука, и самите градинки кога ќе се опфатат, едноставно тоа е процес кој што се всадува. Па така, како велиме, добрите навики се градат од рана возраст. Да, и нема поубав начин тоа да се прави преку ликовната уметност. Верувајте, за дете од самиот развој, од најмали години, па се до понатаму, и јас памтејќи по себе, уште нема од градинка, па се преку образовниот систем, листот, хартија, цртањето, работата, нема поедноставно нешто да се пристапи еколошкото размислување освен преку ликовната уметност. Верувајте, затоа што на детето му е најдостапно, најлесно. Во тие години е многу креативно и тие навики се всадуваат од многу мали, а понатаму остануваат и за понатаму. Да. Велите, ова уште еднаш ќе го потенцираме дека тие добри навики се стекнуваат во рана возраст, но зборувајќи за ликовната уметност, тоа е нешто што вас професионално ве одбележува со години наназад. Па еве тука ќе ја прашаме и Даниела во поглед на ликовната уметност и на интересот на денешните деца за ликовна уметност. Бидејќи веќе живееме во едно ново дигитализирано време, знаат децата и да цртаат по дигитални медиуми, што апсолутно не е исто со нели кога ќе им дадете бел лист хартија и четка или бои, па да може на тој начин креативноста да излезе. Какви се вашите ставови и размислувања на тоа поле, каков е интересот генерално на децата за вашиот час по ликовно образование? Кога ќе влезам во училници, кога ќе видам ученици спремни со бело парче хартија и неколку бои околу нив, јас сум искрено израдувана, затоа што знам дека ќе биде успешен часот. И во простор за творење, создавање, се појавува една стварно многу убава атмосфера, барем на моите часови како наставник. И има една дружба, една пријатност, тие сакаат да работаат искрено. Тие се спремни да насликаат и да нацртаат и да изработат се. Моментот кога треба да се спаковаат, тогаш настанува проблем. Бидејќи пак ќе повторам, еден час е многу малку период за да може да се создаде едно дело. Сега зборуваме за еден час неделно? Неделно, да. Тоа од кога е променето? Велите намален е фондот на часови во училиштата? Мислам 10 години можда. Да, и тоа веројатно вас како со новата концепција во суштина професионалци не ви се допаѓа тој момент. Сметате дека треба да има повеќе вакви можности за децата? Да, затоа што реално учениците не може да постигнат да ја развијат идејата за еден час, а камо ли да ја нацртаат. Да. И дури на крај немаат доволно ни време за да се спаковаат, затоа што треба да се измијат четки, да се измие глината од рацете од глина, и во тој хаос што настанува треба и да селектираат што е за во отпад, што може да се искористи уште еднаш, така да реално е малку еден час дневно за ликовно образование. Еве Стојче вели ништо не. Не, верувајте, затоа што сум бил во образование, знам, тоа е, замислете сега часот е 40 или 40? Замислете дека 40 минути. Замислете дека наставникот има 5 минути да објасни тема и 5 минути заклучок. 10 минути одат во тоа. 30 минути дали се доволни? Според стариот ќе потврди. Малку се. Да. Според стариот систем затоа и беа блок часови.
Ако ви текнува уште на времето и ние кога бевме деца, за да може да се сработи. Со Стојче пред тоа дека имавме ото блок часови. И таму ствари научивме ние како да работиме, како Може би едни од поомилените предмети на нели некогашните генерации, иако сега веќе нели се менуваат предметите во училиштата, но факт е дека сите сме со истиот став дека треба многу повеќе. Да. Малку е самото време. Еве, вие сте били во образовен процес, можеме ли да им потенцираме што се развива кај едно дете кога е не мора на час по ликовно, едноставно кога нели твори, креира, создава некакво дело? Па во целиот образовен систем нема предмет кој што во ист момент развива способности кај децата како што е ликовното, затоа што во истиот момент, додека едно дете без разлика како и да твори, дали со боички, па макар и само да црта, во самиот момент кај него се развиваат креативноста, перцепцијата, моториката и уште неколку способности кои што со никој друг предмет во ист момент не може да ги развие. На часови по ликовно е дозволено и нели и музика да се слуша, така што слухот се развива. Значи посебно треба да се разбере, тоа го спомнавме и пред да се уклучиме во програма, дека денешните деца имаат проблем со моторика. Ракописот им е расипан поради сите овие нови технологии што се на тач, нели, на допир. Ракописот им е расипан. А треба да се разбере дека само преку ликовното образование може со цртањето, ракописот не е тоа магија преку ноќ да настане, но со тек на времето самиот ракопис да се подобри. И други работи. Данила, ќе надополните нешто кој е вашиот став или вашето гледање на тоа колку е важен овој предмет во поглед на развојот на младите? Па многу е важно, искрено. Нашата култура не го тоа потенцира толку многу. Меѓутоа, стварно е многу битно да се има вакви креативни часови, бидејќи децата се чувствуваат слободно. Јас ќе спомнам, ќерка ми вика мене во училиште на Јубаво, најомилен час ми е ликовно и голем одмор. Така да кога нема притисок. Така да претпоставувам дека тоа е така заради тоа што се опуштени во суштина на самиот час, смеат да го направат она што тие сакаат да го направат, а сепак се тематски обврзани да изработат нешто. И имагинацијата им се развива, што значи дека ги носи во една поинаква средина каде што стварно им дава слобода да се изразат и да почнат поинаку да размислуваат. И кога тоа ќе го имаме кај ученик, нормално дека може потоа се следи се поинаку после тоа. По-позитивно, нормално и поинаку ги гледаат работи. Да. И верувам дека тоа е еден од моментите или еден од часовите кога можат максимално својата креативност нели да ја изнесат, а секој дете има креативен момент во него. Прашање нели кога ќе се разбуди или дали вистинскиот човек ќе го препознае. Или на како ти гледаш на овие часови по ликовна, ти не достигаат да се повеќе, дали ти се едни од омилените што најмногу сакаш да креираш, да твориш на тој час? Часовите по ликовно се мирни, смирени, обично со музика. Еден од омилените часови ми е бидејќи имаме повеќе слобода да се изразуваме. Еве го надополнува Даниела твојот став. Така. Што друго ти се допаѓа, како реагираат твоите другарчињите кога сте на тој час? Сите сте претпоставувам многу покреативни. Да, творење со да речеме ликовно, со темпери бои, со водени бои, со глина, сега последните часови и со сапун правевме уметност. Така, имавме тема релјеф, во сапун се материјалот беше од сапун, така да на самиот сапун кој што изработен му дадовме нов лик, скулптура и релјеф се работеше. Беа фасцинирани затоа што самиот процес е многу забавен. Длетото лизга, шпатулата лизга по сапунот и тие тоа чувство го доживеа некако поинаку и им стана многу забавно, па нормално си побараа уште еден час. Па да, малку се 30 на минути, така ако може да кажеме. Некаде пред крајот може со Лука и со вас Стојче да споменаме, ја испраќаме полека 2025 со можеби овој проект или изложба
изложбата давате едно кронисување можеби на годината, но верувам дека планови има. Лука делумно напомена од нив, но во која насока веќе се движите следната година, какви замисли имате кога е компанијата во прашање, но се разбира и животната средина? Види, имаме над 600 фирми. Многу главоболки се тоа, ностоп нешто бараат, ностоп нешто прашуваат и гледаме на вистина да сме лојални и да им излеземе во пресред на се. Колку што се нашите можности. А за развој на јавната свест, да, уште мислам и наредната година ќе го имаме овој настан. Оваа година не споменав, ме контактира од American High School. Учениците има некоја идеја со во општина Аеродром со првачиња. Ми се обратија, ги помогнавме. Така нато верувам дека ќе има уште многу такви активности, меѓутоа како што споменав, идејата за наредната година ми е да одиме уште подоле, да одиме со најмладите, со градинките во неколку општини, тоа ќе видиме, идејата е со артисти, така натаму. Мора да инвестираме. Значи мора да се работи со најмладите, бидејќи тие се иднината. Така е. Стојче, какви се плановите во детскиот ликовен центар? Што се случува таму, што можеби припремате за почетокот на следната или некој поголем проект? Па да, детскиот ликовен центар, Сдружение на ликовни педагози, имаме малку посмирен период сега после новогодишните и божичните празници, но повторно од веќе неколку месеци потоа почнуваме да се подготвуваме за ликовната колонија во Љубанци, која што е преку општина Бутел, каде што учествуваат академски ликовни уметници. Потоа следува со Карпашово културно лето Нерешки мајстори ликовната колонија. Па во септември повторно уште една ликовна колонија во соработка со Црвениот крст на град Скопје за во Струга. Соработка со училиштата веќе од септември 15 каде што учествуваат Свети Пантелемон, исто детска ликовна колонија, изложбите и крунисувањето на соработката со Евроекопак, со изложбата тука и во Ситимо. Да. Супер се плановите, супер звучат. Јас се надевам дека се ќе се реализира и еве може да се заблагодарам јас од името на целата македонска јавност за сите овие проекти кои што со години наназад ги правите и вие на некој начин сте двигател на овие промени кои што ни се случуваат кај младите генерации, затоа што неколку пати потенциравме колку е важно да се вложува во младите, бидејќи во нив е моќта. Ви благодарам за разговорот, се надевам ви беше пријатно и се надевам дека и до година ќе се пријавиш повторно на изложбата, па ете можеби ќе го добиеш главното место со оглед на искуството кое што го имаш веќе неколку години. Ви благодарам уште еднаш. Се надевам дека уживавте во овој пријатен разговор, генерално посветен на еко-навиките кај младите, но и на ликовната уметност кај нас и за тоа колку е важно истата да се негува или да се практикува.